представници на граѓанските организации, експерти, професионалци, општественици, почитувани присутни, почитувани представници на владата овде присутни. Со настанот на кој денеска учествуваме сите ние, отворен ден за консултација, за изработка на националната стратегија за развој на концептот на едно општество и интеркултурализам во Република Македонија, правиме уште еден заеднички чекор на најдобар можен начин да ја промовираме и практикуваме нашата стратешка определба за изградба на концептот едно општество за сите, по углед на големата европска идеја, обединети во различностите. Нашата определба да градиме и негуваме општество еднакво за сите, нашата цел да изградиме граѓанско општество, истовремено со почит кон социјалните, етничките, националните, верските и културните разлики, токму оваа цел е посебноста и суштината на нашето заедништво. Тоа заедништво, што се градеше со векови, за нас представува обврска за нашата заедничка иднина. Затоа, со право се залагаме и велиме дека различностите на нашето општество ги сметаме за наша предност, за наше заедничко богатство, за наша видлива предност. Креирањето на националната стратегија за развој на концептот на едно општество и интеркултурализам е дел од еднакво важните останати приоритети на владата. Но тоа не е најважното. Многу поважно е таа стратегија да ја направиме жив инструмент за превенција од доминацијата на етноцентричната култура. Изолирана, самодоволна и самозадоволна меѓу четирите ѕида на сопствената етничка припадност. Тоа не е моделот кон кој се стреми нашата земја. Моделот на Република Македонија започнува со почитување на сите заедници. Тој модел, наш, повикува да градиме држава во која различните заедници ќе соработуваат, ќе се надополнуваат и меѓусебно ќе се збогатуваат. Нашата намера е да ги паметиме, но никогаш да не им дозволиме да се вратат на сцена политиките на поделби и предизвикување конфликти кои луѓето ги поделија на наши и ваши. Нека останат само во сеќавања, секако за никогаш повеќе да не се повторат. Да не заборавиме дека нетрпеливост кон разлите општествени малцински или маргинализирани групи, како кон припадниците на ЛГБТ популацијата или кон верските определби на нашите граѓани, предизвика дури и изблици на грубо и поединечно насилство кон нив од екстремни групи и поединци. Толеранцијата е најважниот услов за демократски односи меѓу различните социјални и општествени групи. Во концептот едно општество за сите, толеранцијата и солидарноста се нашата заедничка вредност. Тоа е добра, одлична појдовна точка за да им се стави крај на нетрпеливоста, омразата, на тепачките по училиштата, на улиците или стадионите. Дозволете ми да изразам едно многу лично чувство. Мене лично, како на Зоран Заев, едноставно ми е несватливо како во нашата заедница ни се протна злосторствата од омраза. Таквите појави не иделикуваат на нашата земја, на едно демократско општество. И треба да направиме се, тие инциденти да бидат изложени на јавност и осудени. И во меѓувреме да направиме се што можеме да ја запреме омразата. Да застанеме на патот на оние кои сеат омраза и да не влегуваме во тој ланец на злото. Наместо тоа да се слушаме, зашто само ако се слушнеме ќе успееме и да се разбереме. Преминувањето преку разликите значи подготвеност да се чуе и разбере туѓото мислење. И кога тоа е рационално, да се прифати различното мислење како еднакво, па дури и како повеќе вредно од сопственото. Граѓани, заедници и политичари кои меѓусебно си ги разбрале разликите, си ги прифатиле меѓусебно и ги оставиле на страна за да се посветат на заедничките цели, можат да бидат носители на заедничкото едно општество за сите. Јас знам дека токму тоа сте вие, но верувам дека тоа може да биде секој човек, секој граѓанин кој верува во европската идеја и во европската шанса на Македонија. Почитувани, процесот на консултација за изработка на националната стратегија за едно општество го најавува духот во кој се исцрта стратегијата. Низ максимално отворена и широко инклузивна постапка,
Упатуваме покана за учество на представници на граѓанското општество и на сите останати кои сметаат дека можат да го дадат својот драгоцен придонес во 7 тематски кластери за подготовка на стратегијата. Правната рамка, во образованието, во културата, во медиумите, во локалната самоуправа, во младинските политики и во сферата на општествената кохезија и интеграција. Една од мисиите на стратегијата секако е да ја негуваме визијата на нашата земја како граѓанска држава, на македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, бошњаци и сите други заедници. Секој од нас индивидуално и секој од нас како дел од заедницата на која и припаѓаме, да учествуваме во градењето на мултикултурно општество, да ја поттикнуваме интеркултурната комуникација и да го негуваме духот на почитување на различноста и културниот плурализам. Кога зборуваме за едно општество за сите, зборуваме и за намалување на социјалните и економските разлики помеѓу заедниците преку проекти кои создаваат еднакви услови за сите. Зборуваме за крај на поделбите помеѓу различни општествени социјални групи и за внатрешна стабилност на земјата и добри односи помеѓу заедниците. Ако Република Македонија докажа дека имаме политичка и општествена волја за решавање спорови, тогаш можеме да покажеме дека умееме да бидеме модел и за успешно и функционално општество еднакво за сите. Тој модел е урнек на нашата заедничка иднина и започнува со почитувањето на сите заедници во која различните култури ќе се почитуваат, ќе соработуваат, ќе се надополнуваат и секако меѓусебно ќе се збогатуваат. Благодарам и на сите што се денеска овде присутни во ваков огромен број и ве посакувам успешна работа и соработка на подготовка на националната стратегија за развој на концептот на едно општество и интеркултурализам во Република Македонија. Благодарам.